Добро вечер, го гледате најновото издание на регионалните вести. Вестите ги започнуваме малку носталгично. Денес ги прашавме тетовци каква титула би му дале на градот, подсетувајќи се назад низ годините. Неодамна Куманово ја доби титулата Град на спортот за 2019 година, доделена од Европската асоциација на градови на спортот. Велес пред 3 години повтор пат беше прогласен за град на културата од страна на Министерството за култура. Охрид за престолнина на светскиот туризам. Тетово во поново време на врвот само по негативни работи. Но сепак, повозрасните тетовци кои имале среќа да фатат едно убаво време, знаат со носталгија да се сетат на раскошното зеленило во градот, неправилно расфрлените плочки по тетовските калдерми, прекрасно уредениот плоштад. Денес ги прашавме каква титула би му дале на Тетово, подсетувајќи се назад низ годините. Би го прогласен за туристичко место. Со оглед дека има Попова шапка, дека има и други убавини. Шара е една од најубавите планини. И тоа. Иначе друго не би имал што да кажам. На култура и на култура. Музика, песня, хорови. 4 хора имало. Иначе маничи градски црквени хор. Тоа е град кај што имало стара традиција. Тоа е. Јас сум поранешен спортиста, одбојкар. Прашањето е од аспект на многу прашања во смисол прво материјалната страна, начинот на живење, организацијата, мотивите за дружење за спорт, современите трендови, информатичко општество, младите многу на спортот не се оддава, а тој нити има сили што може да ги мобилизира. За жал сали се направија, нема спортски работници, нема деца кои покажува интерес за. Така да све тоа се прави една состојба незадоволителна. Истовремено сладко, но и горко подсетување на една стара слика на Тетово, кога многу работи како да цветале. Денес останува само желбата за реконструкција и повторно оживување на работите што се случиле во минатото, за враќање на една иста страст на градот. Зашто од оваа временска дистанца Тетово како да спие. Колегите од првиот поп-рок бенд во Гостивар Порта Нигра им посветија песна на своите прерано починати другари и членови на бендот Стеве Јаковлевски и Боби Дојчинов. Песната е објавена по повод годишнината од нивната смрт. Било добро да ги представиш и твоите другари. Па, моите сосвирачи се Ивица, Христо, Бобан и Гаги. Колегите музичари од првиот гостиварски поп-рок бенд Порта Нигра создадоа песна посветена на прерано починатите другари и членови на групата Стеве Јаковлевски и Боби Дојчинов. Музиката и текстот ги напиша Атанаси Селинидис. Песната ја пее Христо Селинидис Рус, а е снимена и продуцирана во студиото на Ивица Барчиовски. Видеомонтажата која ја направи Владимир Наумовски содржи снимки од телевизиски, фестивалски настапи и концерти на групата. По патот крив, чекори здраво, но немаш зли. Далеку патуваш, бараш нешто. Природата ти рече, не си на тоа место. Стеве и Боби заминаа во вечноста минатата година. Песната е објавена по повод годишнината од нивната смрт. Бендот Порта Нигра во свое време беше забележителен на македонската музичка сцена. Некои од нивните поголеми хитови се Каде одат сите девојки, Гордана, Blues Introduction и други. Учествуваа и на Макфест во 91-та година со песната Прости ми на Ванчо Димитров. Животот груба, нежност коликра, широко затворена Порта Нигра.
Од утре започнуваат божичните пости за православните христијани. Верниците покрај воздржување од одреден вид храна треба да се воздржуваат од лоши мисли и дела, како и да простат и да се помират со блиските. За православните христијани од утре започнува божичниот пост. Овој пост е втор по должината на траењето, односно по великденскиот пост. Во однос на строгоста за употреба на храна е поблак, бидејќи е дозволено во одредени денови да се јаде масло за јадење и риба за поголемите празници. Целта на 6-неделниот пост е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од масна храна, туку и со воздржување од лоши мисли и дела. Со благослов на неговото високо првосвештенство митрополитот господин Јосиф, нашиот надлежен епархиски архиреј, нека ни се напомош најпрвин божикните пости, што токму започнуваат од утрешен ден. Денеска сме 27. Свети апостол Филип, сите што го слават Свети Филип како имен ден, како слава, нека им е вечна, среќна слава и вечно име. А од утре Свети великомаченици Гури, Самсон и сите други пострадани, од 28. фактички започнува Светиот Божикен пост. Овој пост трае од 28. се до полноќ на Бадникот, кога ние го очекуваме рождеството Христово. Еден од најпрекрасните, најубави празници во христијанството после Великден, нормално Великден е празник на сите празници, но овој празник така задира во семејната интима, во семејството, што ово е семеен празник, Божикот, и дај Боже да се радуваме сите на тој прекрасен празник, бидејќи самиот ден Бадник доаѓа од глаголот имперфект, минато несвршено време, бдиети, што значи да се биде буден, да се очекува празникот на Христовото рождество. Сега од утре, овде имаме обичај, се до пречиста, се пости без зејтин. Но, овој Божикен пост, бидејќи е Божикен пост, дава зејтин во четврток, во вторник, во сабота, во недела. Само понеделник, среда и петок е без зејтин. Значи, кој што може Господ да му поможе и понатамо после пречиста кога ќе причестиме, сите празници скоро се на риба, наместо меса, јајца, сирење, се дозволува риба, например на Света Пречиста, Света Катерини, Свети Ѓорѓија Посенели, Свети Климент Охридски, Светата Варвара, Свети Никола и Свети Спиридон Чудотворец, сите поголеми празници дозволено е риба да се јаде. Верниците кои имаат здравствени проблеми треба да постат според своите можности, бидејќи како што вели отец Исаевски, не е во прашање храната која ја внесуваме, туку како се однесуваме со ближните. Секој може, а и треба да прости и да се помири со ближните, но и да направи некое добро дело. Постот не е пост само со примање на телесни продукти, туку постот е нешто повеќе. Најповеќе е ние да испостиме духовно, да се сродиме, како што бил милостивиот самарјанин неделата што помина, како што он ги преврза раните на јудеецот кој беше полумртов на патот оставен, така и ние да ги смилостивиме нашите души, ако биле гневни, нашите души на некого да ги смириме и да го молиме Бога за прошка и опростување на сите наши грешни мисли, грешни дела, грешни желби и така натаму, за да бидеме навистина да постанеме преку причеста тело Христово да се всади во нас длабоко, во нашата душа тоа тело и крв Христова, за да се осветиме, за да го примиме тајнот во мир, здравје, среќа и благосостојба на сите. Овие се радосни пости, значи како што наведов, траат
се од утрешен ден, од 28 се до полноќ на Бадник. Кој како може, Господ нека му поможе, Мајката Божја нека му помогне и нека биде со сите нас Господ Бог. Упатувам исто така и апел до сите оние што имаат шеќерни болести, кардиоваскуларни болести, така натаму, да колку можат според нивните сили да попустат, ние ќе ги причестиме. Оти Господ не е врана да ваѓа очи, Господ е милост и љубов. Тоест нисходлив и спрема здравите, и спрема болните, и спрема натажените, и спрема радосните, и спрема сиромашните, и спрема богатите. Нека е напомош и Господ Бог личен убав да дарува во светлина, во убавина и мир меѓу овој народ да го пречекаме најубавиот празник Божик. Нека е за многу години. Бидејќи датумот на Божич не се менува, овој пост секогаш почнува на 28 ноември и трае до Бадник на 6 јануари. За време на постот постни се и сите славски трпези. Утре, среда, на 28 ноември, со почеток во 18 часот во ресторанот Арена ќе се одржи манифестацијата Етно вешта жена и вешто дете за Тетово. Парите собрани од продажбата на приготвените традиционални јадења ќе бидат донирани за децата со посебни потреби. Во пресрет на Етно вешта жена и вешто дете во Тетово би сакале да ги информираме господите од Тетово и Тетовско за нашиот настан кој што ќе се одржи на 28 ноември од 18 часот во ресторанот Арена. Имаме две задачи кои се многу важни. Едната задача е да се задржи традицијата во однос на храната, традиционалните. Другата задача е да ги анимираме дечињата од 4-то и 5-то оделение. Воедно, вештите жени од Тетово ќе приготвуваат храна, која што ќе се продава на присутните. Средствата се наменети хуманитарно за дечињата кои ќе учествуваат, да се организира еднодневен излет, каде што ќе се соберат децата од цела Македонија, и втората е за децата со посебни потреби, значи средствата за организирање на нова година, затоа што според нашето видување дека во текот на една година, не е само 3 декември денот за деца со посебни потреби. Одбојкарски турнир за ветерани ќе се одржи во сабота во Тетово. Надпреварите се играат во салата на Основното училиште Гоце Делчев. Сдруженијето на спортски ветерани Шарпланинец од Тетово и Федерацијата на спортски ветерани на Македонија во сабота 1 декември организираат одбојкарски турнир за ветеранки и ветерани насловен Тетово Опен 2018. Во женска конкуренција учествуваат клубовите Струмица од Струмица, Работнички од Скопје и Љуботен од Тетово, кај мажите ветераните на Вардар од Скопје, Струмица од Струмица и Југохром од Тетово. Турнирот започнува во 14 часот со разигрување, односно полуфинални надпревари. Женското финале е закажано за во 16 часот, а машкото во 16 часот и 30 минути. Надпреварите ќе се играат во спортската сала на Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Денес имавме врнежливо време со поројни дождови по интензивни попладне. Локално наврнаа над 30 литри на метар квадратен. Утринските температури се движеа од 2 до 6, а дневните од 11 до 14 степени Целзиусови. И утре времето ќе биде претежно облачно и студено со засилен северен ветер. Се најавува снег и голем пад на температурите. Утринските температури ќе се движат од -2 до 1, а дневните од 5 до 10 степени Целзиусови.
Благодарам што го гледавте најновото издание на регионалните вести. Пријатна вечер.